Добар ден, драги наши првачиња, и добре дојдовте во нашата училница на часот по општество за прво оделение. Јас сум Орданка Мицкова, оделенски наставник од основното општинско училиште Димитар Миладинов од Скопје. За овој час потребна ви е тетратката по општество, молив и бојци. Ајде најпрво да се потсетиме на сето она што го учевме во претходните часови по општество. Што е крстосница? Крстосница е местото каде се крстуваат две или повеќе улици. Како треба да ја преминам улицата? Кога ја поминувам улицата, на која нема никакви сообраќајни знаци или сигнали, прво застанувам. Погледнувам лево дали некој иде, потоа погледнувам десно дали некој иде, повторно гледам лево и десно и доколку сум сигурна дека немам никакви сообраќајни средства во одвете насоки, тогаш безбедно ја поминувам улицата. Значи, улицата ја поминуваш на пешачки премин, улицата ја поминуваш по најкраткиот начин, од прав агол. Пред да тргнеш со преминување, погледнуваш лево, па десно и дури тогаш безбедно ја поминуваш улицата. Таму каде постои тротоар, пешаците треба да се движат по десната страна од тротоарот во правец на нивното движење. Сега ќе ви кажам една гатанка, а вие ќе погодите кој поим се крие позади оваа гатанка. На улица Везден стои, часовите не ги брои. Час е црвен, час е жолт, час е зелен, ама секогаш е вреден. Погодуваме што е ова? Да, ова е семафор. Овде гледаме неколку сообраќајни знаци, а овде го гледаме сообраќајниот полицаец. Така, на овој час ќе се запознаеме со улогата на семафорот, на сообраќајните знаци и сигнали и улогата на сообраќајниот полицаец во регулирањето на сообраќајот. Семафорот е светлосен сообраќаен знак. Црвеното светло ни означува да застанеме, да стоиме. Кога ќе се запали жолтото светло, треба да се подготвиме и дури на зеленото светло да ја поминеме улицата. Постојат семафори за пешаците. Тие ни покажуваат кога можеме да ја поминеме улицата. Кога ќе го видиме црвеното светло запалено на семафорот за пешаците, тоа ни значи дека треба да стоиме. Кога ќе се запали зеленото светло на семафорот за пешаци, тогаш треба да тргнеме. Постојат и семафори за возачите. Црвеното око значи стои, да не биде после ој. Второто око значи пази, може нешто да те згази. Третото око штом се јави, ајде оди, патот кај те води. Никогаш не зборуваат, ама многу ни кажуваат. Дали може да погодиме што се крие позади оваа гатанка, ученици? Тоа се сообраќајните знаци. Сообраќајните знаци не зборуваат, а сепак ни кажуваат како безбедно да се движиме по улица и пат. На овој слайд гледаме дека сообраќајните знаци може да имаат различна форма и боја. Првите знаци
округли по форма, бели по боја со црвена рамка, ни означуваат некоја забрана. Вторите, триаголни по форма, бели по боја, исто така во црвена рамка, ни означуваат некое предупредување. И третите, округли по форма, сини по боја, ни кажуваат некакво известување. Еве овој сообраќаен знак ни известува дека во близина има велосипедска патека. Овој знак пак ни кажува дека е забрането движење за велосипеди. Овој знак ни кажува, не предупредува дека има деца на патот и возачите морат да бидат многу внимателни. Значи, сообраќајните знаци помагаат за регулирање на сообраќајот и тие мора да се почитуваат. Кој го регулира сообраќајот кога семафорот не работи? Честопати ние сме се нашли на крстосница каде семафорите одеднаш ќе се исклучат и возачите и пешаците не знаат што да прават, кога да помине, но тогаш доаѓа сообраќајниот полицаец и да видиме која е неговата улога. Значи, сообраќајниот полицаец го регулира сообраќајот, ги контролира возачите и помага на сите учесници во сообраќајот. Кога ќе го видиме сообраќајниот полицаец во оваа положба, тоа значи стоп, нема одење. Кога ќе го видиме во оваа положба, тоа ни означува појди. Се надевам дека научивте нешто од денешниот час и сега сакам низ игра да повториме сето она што го имаме научено од темата сообраќај. Местото каде се вкрстуваат улици, како се вика? Крстосница, така. Делот од улицата каде се движат возилата, значи оној дел каде се движат само возила, се вика коловоз, така. Делот од улицата каде се движат пешаците, се разбира, се вика тротоар. Обележано место каде се преминува улицата, се вика пешачки премин или зебра. Светлосен знак кој го регулира движењето на пешаци и возила, се вика семафор. Полицаецот кој го регулира сообраќајот на крстосница, се вика сообраќаен полицаец. Така. За домашна работа би ви дала да си нацртате семафор, сообраќаен полицаец и сообраќајни знаци по сопствен избор. Драги ученици, ви благодарам на вниманието и останете ми во добро здравје. Довидување.